До 25 јануари е рокот за пријавување на заинтересираните оператори на јавниот тендер за избор на давател на услугата за наплата на паркирање со СМС пораки. Наместо со лица наплатувачи кои на лице место издаваат фискални сметки, се планира во Кочани наплатата на таксата да се прави преку мобилен телефон. Тоа би требало да овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и да се избегне ситуација во која возачите чекаат да платат за услугата, што се покажало како позитивно искуство во градовите каде таквиот начин се применува. Комуналното јавно предпријатие Водовод, под чија надлежност е јавниот паркинг простор во градот, со тендерската постапка предвидува да потроши над 3.350.000 денари, при што со избраниот оператор би се склучил договор за период од 2 години. Најавата за започнување на постапката за наплата со СМС пораки дојде уште минатото лето, при што директорот на Водовод рече дека се очекува примената да започне до крајот на 2015 година. Во моментот течи јавната набавка во делот на давањето на паркинг услугата преку СМС пораки. Значи, таа објава е веќе проследена кај Бирото за јавни набавки, отварањето е на 16 и ќе се одбере економски оператор преку кој ќе оди наплатата со СМС пораки. Значи, тука ќе бара реорганизација во овој дел во функционирањето на ваквата служба и ќе оди на проверка и бројот на луѓето и извршителите или карактерот на работата која ќе треба да извршуваат тие извршители. Папазов тогаш рече дека со воведувањето на СМС наплатата на надоместокот за паркирање најверојатно ќе се намали и бројот на лица што ќе бидат ангажирани околу целата постапка, но постоела можност за најдобрите да се обезбеди трансфер на работниот однос од договор на дело на неопределено време. Инаку, според јавно достапните информации, од таксата за паркирање за 233 регистрирани паркинг места за првите 9 месеци од минатата година биле собрани 25.000 евра, што биле доволни за покривање на платите за сите вработени и за покривање на вкупното работење на службата.